Со намалувањето на дневните температури и почетокот на зимските месеци, нивото на загаденост во воздухот во Тетово расте, особено во вечерните часови. Мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот во саботата покажа 600 микрограми на метар кубен PM10 штетни честички во воздухот, што е дури 12 пати повеќе од дозволените граници. Тетовци загрижени за нивното здравје велат дека надлежните институции треба што поскоро да го решат овој проблем. Ви смета ли загадениот воздух? Да. По Бога ми не смета. Што треба да се преземат мерки за да се... Треба да се преземе, едно чистоката, треба чистока да има прво, меѓутоа и некој да се операт и самите улици, да се операт со вода. А има загадување највише од колите, да ви кажам. Многу коли што врват овдека, го загадуваат просторот, да кажем. Ви влијае ли врз здравјето воздухот? Секако. Секако, нарочито овие згради што се овдека у центарот на градот, кај што има многу превоз, многу коли, загадувањето е многу појако. И како не смета веќе, остави алишта, не можеш да ги онадиш навече смрдат ако останат надвор. Треба ли да се реши овој проблем? Па треба да се реши, ама кој да реши? Надлежните институции? Многу се секираат они за народов. Како не смета? Можеме да дишеме. Треба ли да преземат надлежните... Нормално да преземат, да се изчисти мало, да луѓето да дишат послободно. Овие све болести се. Од ова нема ништо полошо. Треба ли да се преземат мерки за да се реши проблемот? Кој ќе зема мерки? Локалната самоуправа? Треба што одамна, не сега. Ама никој не презема мерки. Јас мислам дека секому смета. Треба ли да се преземат мерки да се реши? Апсолутно, уште одамна, да се реши тоа на некој начин. Веројатно западните земји тоа го прават многу добро и треба да земеме пример од нив. Али најбитно е тоа да се спроведе. Ви влијае ли вас врз здравјето? Па моментално не чувствувам нешто, меѓутоа влијае кај мнозина влијае. Да. И мислам дека нема човек на кого не му влијае. Лекарите постојано апелираат до граѓаните, особено до хронично болните, да не излегуваат од дома кога аерозагаденоста е висока. Најголемиот загадувач кој беше посочуван од страна на неколку организации, фабриката Југохром, не работи повеќе од 1 месец. Додека пак проблемот со дивата депонија на влезот од Тетово и натаму не е решен. Големиот број на возила кои се движат во текот на денот по градските улици дополнително придонесуваат за висока аерозагаденост. Денеска на полноќ измерени се 526 микрограми на метар кубен штетни честички во воздухот.